Добре дојдовте во телевизија Нова. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Дуи денеска го продолжија Централното председателство, но сепак одлуката ја одложија за понеделник, но веќе е известно дека откако се договорија за законот за езиците со СДСМ, дека ќе им дадат подписи за да составуваат влада. Сега единственото прашање е дали ќе бидат дел од владата или пак ќе ја поддржуваат како малцинска. Дали е за вас овој исход е очекуван? Па да, очекувано. Јас би почнал од почеток. Значи, поентата на целата приказна и тоа сценарио, како што јас го нарекувам и многу други го нарекуваат, кој почна од пред 2,5 години, е тоа да се редефинира државата, односно да се смени името на државата, за да може да на тој начин да влезе во евроатлантските интеграции. Тоа најверојатно најмногу го форсираат грците, бидејќи тие не се спремни да дадат одредени оставки. Има и они големи притисоци. Знаеме дека 2008 Џорџ Буш јуниор направи големи притисоци врз нив да признаат, односно да прифатат одредено решение, кое не се прифати и од тогаш се смени целата тактика во Република Македонија. Значи се оди на тоа да се прифати таа двојна формула, меѓутоа да ја прифатат грците како нација која не се сложува со тоа име, бидејќи веќе повеќе од 2/3 од земјите во членки на Обединетите нации ја имаат признаено Македонија под уставното име, така што тој процес и понатаму се одвива и веројатно еден ден ќе заврши во корист на Македонија. Сега се прават овие притисоци од одредени структури од странство, кои ги вршат тие притисоци како на домашниот фактор, на македонскиот фактор, преку лидерот на опозицијата, односно на СДСМ Зоран Заев, и преку одредени политички партии од албанскиот блок. Тоа се случуваше цело време и знаејќи дека не може да ги обезбеди тие гласови, бидејќи разликата е негде над 100.000 гласа помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, Зоран Заев сврте на етничкото прашање, што е можеби најлоша работа, затоа што таман ги изгладивме односите после Охридскиот рамковен договор. Јас мислам дека на терен не гледаме ние некои посебни несогласувања помеѓу македонците и албанците, па ако земеме и во смисла на учество во општествениот живот, односно знаеме дека во голем дел, барем што се однесува до вработувањата, е спроведен, значи институциите реагира и примени се многу албанци, односно македонци што се со албанско етничко потекло. Така што сметам дека сега треба да се заврши тој план, тоа сценарио, кој во меѓувреме налета на многу препреки, затоа што тој така наречен чадар, што го викаат тие, и тие структури исти што учествува и во кризата во 2001 година, бидејќи сега гледаме дека меѓународна кризна група, која беше главна во оној кризен период во 2001 година, сега повторно таа дава некоја изјава дека ќе има немири во Република Македонија. Веројатно сметајќи дека нормално сега ќе реагираат и граѓаните од македонска националност, затоа што овие разговори што се прават не се добри ниту за албанците, ниту за македонците, затоа што уште тогаш се договоривме да Македонија да биде унитарна и суверена држава. И доколку ги пореметиме тие односи, тогаш повторно многумина гледаат во ова обид да се наруши унитарниот карактер на државата и очигледно подигнати се тези. А од друга страна, при крај се тие обиди за конечно, како што општо познато е во Република Македонија, за конечна промена на името. Тоа е целта, за да можеме да влеземе таму, за да не се прават притисоци од исток, бидејќи ние ќе бидеме земја членка, затоа што ги исполнуваме сите услови, но пречка е Република Грција, како што тоа го знаат сите граѓани на Република Македонија. Албанците и Дуи не кријат дека еден од приоритетите им е да станеме членка на НАТО особено. Тоа е точно. Меѓутоа сега, ако се вратиме на нашата состојба, сега вчера гледав една емисија на Телма, дека наводно ова што биле во Тирана, дека тоа било затоа што не можеле меѓу себе да се договорат, па таму во Тирана прифаќале да се договараат. Што според мене објаснување од Беса, да. Не, ама ја би го објаснил како е. Затоа што знаеме дека Стив Бренан, директорот на ЦИЕ, кој е сега сменет со Мајкл Помпео,
или е ставен на чело на ЦИЕ, меѓутоа се уште тие структури стари функционираат во рамките на таа институција. Неколку дена пред инаугурација на Трамп во САД беше во Тирана да се види со Еди Рама. А неколку дена после тоа тие структури се отидоа во Тирана да се видат со Еди Рама. Еди Рама е донесен на чело на Република Албанија како премиер од страна на структурите на Сорос. Затоа има документи од Wikileaks, каде што јасно истакнува Џорџ Сорос и пишува на Хилари Клинтон дека тие ги организирале нередите, дури имало и жртви, меѓутоа на тој начин тој го руши Сари Бериша и доаѓа и сега за тоа тој треба да испорача одреден резултат и тој нормално им излезе во пресрет на тие структури кои го поставиле. Затоа отиде директорот на ЦИЕ во Тирана да се договори дека треба конечно да се направат притисоци. Нешто слично се случува и во Европа. Сега се менуваат влади и во Европа, меѓутоа оние структури што беа за тоа, за промена на името, остануваат и сакаат да ги довршат тие процеси кои ги почнаа пред 2,5 години, бидејќи во спротивно ќе бидат неуспешни. Не е ни тајна дека амбасадорот Джес Бејли е поставен од страна на демократската, нели, од претходната администрација, да. Претходната администрација и дека одредот на професионалците. Во рамките на своите можности до крај ќе се движи на тие принципи што му се поставени. Ние видовме сега пред неколку дена на емисијата во Центар, нели видовме дека таа операција била водена преку подпредседател Џо Бајден, тука учествувал и државниот секретар Џон Кери и дека имало друг офицер за врска помеѓу господинот Бејли и нели Викторија Нуланд која веќе даде оставка. Значи тие структури полека се во распаѓање. Исто се случува и во Европска унија. Чадорот што беше, нели се претпоставуваше дека чадорот е во Италија. Во Италија левицата, односно премиерот поднесе оставка, се очекува и таму десна влада се очекува во Франција. Во Англија веќе е сменета ситуацијата после Брекзит. Во Германија исто така се очекуваат одредени промени. Така што за неколку месеци веќе нема да може да биде изводливо ова што го планира, нели, да го направи таа структура странска со луѓето со кои се има претходно поврзано. Ние знаеме дека скоро сите луѓе од 2001 година се исти. Значи и тие што прислушкувале, и тие што ја спроведуваат агендата, нели тогаш бил начело Бранко Црвенковски, сега е начело Зоран Заев и така натаму. И сега најверојатно ќе се обидат во таа ситуација да помогнат ДУИ, но според мене сметам дека ДУИ многу мудро го спроведуваат тоа. И сега најавуваат дури и да бидат во опозиција, што според мене би значило, да речеме, еден чекор напред кон локалните избори. Размислување дека најверојатно ако се секојаш они во опозиција, дека им е побитна власта отколку гласачите. Така што можеби тоа е одредена причина што сака да ја подржат владата на СДСМ, а да бидат во опозиција. Меѓутоа да не заборавиме дека за само неколку месеци ќе треба да има нови избори. И јас сметам дека ДУИ во зависност од тоа како ќе се движат работите, може да се согласи и со предвремени парламентарни, што според мене сега во овој момент е идеално решение. Доколку ДУИ остане во опозиција, значи таа влада ќе биде претерано малцинска влада, затоа што ќе има само уште 3 пратеника од Алијансата, затоа што Беса каже дека нема да учествува никакви Добро, Беса рече дека нема да учествува со ДУИ, доколку ДУИ не може би ќе. Тоа е, мислам, исто така еден политички изговор, затоа што и Беса се подготвува сериозно за локални избори, а знаеме дека во тој кампус многу се важни. И Беса да биде 57 се вкупно, да, и со се Беса. Да, значи многу се важни, многу битно е кој ќе го освои Тетово, кој ќе го освои Гостивар и другите важни општини за. Дали воопшто ќе може да функционира на таква влада, господине Даштевски, со толку малку пратеници? Нема да може да дали воопшто ќе може да носи некаков закон или ќе се сведе се на законот за езиците? Очигледно дека законот за езиците е главниот проект. Законот за езиците, мислам дека тоа е исто така одредена политичка замка за губење на идентитетот која е претходно планирана, меѓутоа веќе губи секаква смисла. Затоа што сите права знаеме дека се дадени.
тие некои нијанси што се зборуваат, тие не се толку проблематични. Мислам дека се тоа изговори и одговор на тие притисоци што ги добиваат од оние структури кои ги ангажирале нив да го направат ова што треба да го направат. Единствено што не се поклопи математиката затоа што официјално победник на изборите е ВМРО-ДПМН. А требаше да не биде така и дури и самите членови, односно самата партија ВМРО-ДПМН беше изненадена од резултатот кој го виде на изборите. Мислеа дека е разликата многу поголема, но таа е компензирана со одредени ромски и турски гласови во Источна Македонија, за кои сега гледаме овие денови дека сериозна кривична поставка, кривична истрага е покрената, и тоа преку луѓе кои биле ангажирани во МВР од страна на СДСМ, каде што се купувани гласови, каде што се вршено е притисок, значи давани се средства од страна на невладините организации, сето тоа го имаше во медиумите овие денови, и тоа претежно во градовите Куманово, Струмица и Прилеп, каде што нели имале интерес, односно во Куманово имаат градоначалник СДСМ, во Струмица беше нели носител на листа нивниот председател Зоран Заев. Така што има сериозни неправилности и тие гласови се така компензирани со уште 35 викаат, ја мислам дека се повеќе гласови од албанскиот кампус кои отидоа на контото на СДСМ. Тука сега албанските партии не се баш сигурни дали се тие гласови реални или не се реални, може и да има некои реални. Меѓутоа, многу тешко некого ќе убедите дека албанците во Рачиново гласале за СДСМ поради канализација. Или на кој начин победил СДСМ во, да речеме, Шипковица, каде што беше главниот штаб на она во 2001 година. Сметам дека тука се исто така се работи за огромни средства делени од страна на, да кажеме, одредени џамии кои не се под ингеренција на исламската верска заедница, туку се независни. Значи, од тие радикалните структури, кои тие работи ги завршиле на тој начин и се работи, како што дознавме, за стотици илјади евра кои се поделени за да се добијат тие гласови, кој резултат тешко би можел понатаму да се оствари. Затоа ова се гледа како последна шанса да дојде СДСМ која единствена би била за промена на јазикот, двојазичноста, што значи и зошто не се определи според рамковниот договор. Тоа значи исто така губење на идентитетот. Кога ќе имате вие два јазика, веќе полесно им е на грците да преговараат, затоа што ќе сметаат дека на таа територија нема идентитет, нема еден идентитет, туку се работи за повеќе идентитети. Може да се случи тоа да го побараат и другите малцински групи. Сега ние веќе не зборуваме за другите. 2001, кога беше потешка ситуацијата, ние зборувавме за да речеме турците, ромите, србите, бошњаците и другите групи, меѓутоа сега веќе зборуваме само за албанскиот јазик, за потребите на албанците во Република Македонија и така натаму. И она што сакам да истакнам, значи знаеме кои се тие одредби од прилика да не ги коментираат, меѓутоа многу е важно тоа што секогаш кога ќе дојде ваква некоја тесна ситуација или лоша ситуација за македонскиот кампус, секогаш доаѓа до уцени од страна на албанскиот кампус во Република Македонија. Тоа се случи нели 92-а, кога ВМРО-ДПМН Бујар Османи не крие дека законот му го доставиле на СДСМ со порака дека не сме ништо да се чепка во него, земји да, остави. Тоа е точно и нели имаше една изјава од Села во која тој вели, а мислам и други политичари ја кажа, дека сега е моментот да ги уцениме македонците, што не е добро ни за политика, ни за меѓуетнички односи, ни за соживот, односно живот во Република Македонија, така што сметам дека тоа не треба да се злоупотребува и многу е важно да се спомене овој принцип на победник со победник кој го бараше Дуи и за тоа беше подржан од меѓународната заедница. Затоа што тоа може да не само да му наштети на Дуи како партија, бидејќи гледаме дека од 2008 нааму постојано губи ПДП, односно ДПА, нема шанси никакви да дојде во власта, бидејќи се воспостави тој принцип. Дали е можно ова опција да се залагаат за да направат привид од една страна, да поддржат влада на СДСМ, од друга страна да може пред ВМРО-ДПМН да се представат дека затоа што Дуи знае дека ако сега се откаже од ова опција, да речеме на наредните предвремени парламентарни избори, ако да кажеме БЕС има 7, а Дуи има 8,
или еве 10 пратеника, не е важно, тогаш ВМРО ДПМН слободно може да избере БЕСА како партнер, бидејќи тие го прекршија принципот за ако ВМРО има, да кажеме, 55-6 пратеника, тоа слободно може да избере БЕСА во владата и без никакви, без воопшто да се консултира со никој, затоа што се прекршува тој принцип победник со победник. И затоа се овие одолговлекувања, затоа се овие размислувања толку длабоки од страна на ДУИ, затоа што ги прават сите комбинации. Знаеме дека во нивните редови има одредени луѓе кои веќе се на крај на политичката кариера, како што е Теута Арифи, таа веќе беше и пратеник во повеќе мандати и била сега градоначелник 4 години. Министр беше вице-премиер. Да кажеме, Меджити е начело на општина Чаир од незиното основање. А нема на која функција исто така, ако не е градоначелник, тогаш е пратеник Невзат Бејт. Така што тие се структурите кои се истрошени политички фигури, кои имаат доста, како да кажам, прљав веш зад нив и сега сакаат да се, нели се зборуваше дека 5 станови во момент на Теута, тоа го читавме по портали, го гледавме на телевизии, дека исто така и Меджити има соработувано со одредени структури на странски, па така е направили општината и други работи во неговата општина, така што мора да ги поддржува тие идеи, а и за да се врати на политичката сцена, зашто мислам дека не е можно, бидејќи доколку, да кажеме сега, ДУИ тотално се одвои од, да речеме, ВМРО ДПМН и од соработката со ВМРО ДПМН, бидејќи во втор круг нема шанси да победи ВМРО ДПМН во Чаир, затоа што дали ќе влезе нивниот представник, тогаш Меджити повторно губи, затоа што СДСМ не може да му помогне со неговото гласачко тело, бидејќи е многу помало од гласачкото тело на ВМРО ДПМН. И не знам што друго би барал тој, бидејќи повеќе неговата кариера како градоначелник завршува со овие локални избори, а исто се однесува и на Теута Арифи, така што сметам дека тоа е поентата што сега тие притискаат, сакаат преку СДС да обезбедат за себе позиции, меѓутоа гледаме дека Али Ахмети размислува многу потрезвено и дека се мисли дали воопшто да влезе во опозицијата, бидејќи тоа ќе биде гола борба за власт, затоа што воопшто не се излезени тие во опозиција и сега ова би било едно прочистување и доказ дека тие всушност побитни му се интересите на албанскиот народ, а не интересите на собствените личните интереси на политичарите, а од друга страна ќе докажат дека голата борба за власт всушност е кај СДСМ по цена на интересите на македонските граѓани. И уште една работа која не е за подценување, значи гледате дека тука веќе се прават определени планови, уште кога беше Куманово, нели? Кога беа немирите во Куманово, бугарската војска се имаше приближено до границите, нешто слично се планираше од албанската страна, значи за поделба на Македонија. Веднаш се огласија грците дека тие се заинтересирани за да ја окупираат Јужна Македонија, затоа што не се согласуваат тие да останат без дел од колачот, а тоа би се случило доколку дојде до нереди во Република Македонија. Затоа што знаеме дека... Можна ли е посериозна ескалација? Гледаме дека има одредени тензии на социјалните мрежи, се најуваат и протести, видовме денеска. Еве ова сега што го гледавме. Да. Ова сега што го гледавме, што го прикажавте вие, ова се некои структури кои се не се воопшто организирани од партија и како што неколку пати истакнаа ВМРО ДПМН дека веќе не можат да контролираат одредени структури. Значи ситуацијата може да ескалира затоа што веќе некои луѓе веќе не се работи за партиски интереси тука. Веќе се работи за национални интереси. И не може постојано со условување туку со разговори, преговори и договори. Јас сметам дека Охридскиот рамковен договор нуди се што е потребно, доколку не е спроведен до крај, да се спроведе до крај, меѓутоа да не се отвараат други прашања, бидејќи ако се отвораат други прашања може да биде многу полошо за Република Македонија, како што сега зборуваме нели и за македонците, бидејќи тие се погодени во конкретниот случај, но и за албанците. Затоа што многу често ако нели следите постојано овие денови се споменува пописот и сметам дека според изборните резултати и според актуелната состојба
во Република Македонија, нема веќе 20% албанци на територијата на Република Македонија. Тие тоа добро го знаат, бидејќи они подобро се познаат во својата средина, а знаете дека господјата на која и се вршише графолошко вештачење живее во Косово, беше донесена од Косово и таа е пријавена во Гостивар за гласање. Доколку се изврши тој попис, дури и тие што добија државјанство нели во времето на Киро Григорова се живеат во Косово, тие ќе мора да бидат издвоени во посебен гласачки список во кој ќе бидат ставени во диаспората, бидејќи Косово е веќе посебна република, иако нели не е признаена од Обединетите нации, меѓутоа не е составен дел од територијата и ќе мора тие да гласаат таму, а гледаме дека кога се работи за диаспората, тие граѓани обично немаат принцип да излегуваат не од други причини, туку од причина што ние сега имаме нели нешто како амбасада во Приштина, бидејќи не се уште признаени од Обединетите нации и тие ќе имаат право на гласање само во Приштина. Сега тешко некој дека од некој кој знае кој крај таму од Урошевац ќе оди во Приштина со автобус, со не знам кое превозно средство да гласа и да се врати и поради тоа не се излегува во огромен број на граѓани во цел свет, да кажеме во Австралија, не живеат само во Сиднеј и во Мелбурн, а има не знам, во Сиднеј мислам дека и нема гласачко место, бидејќи Камбера е главен град и во Мелбурн во конзулатот. Така што од тие причини, значи ќе изгубат многу и гласачи, што не е добро, на крај, нели рековме за кого не е добро и на крај не е добро ни за самите албанци. Затоа сметам дека оваа режија што беше планирана 2,5 години треба да прекине, да јасни се состојбите и геополитичката ситуација во светот во принцип се менува. Мислам дека чадорот е целосно пропаднат и тоа ќе се докаже во наредните неколку месеци. Сега треба да само да се издржи. Гледавме дека и сега видовме прилог дека и ВМРО ДПМН ќе реагира, нема да остане така, бидејќи е победник на изборите, друг да му прави влада на победникот на изборите, сигурно ќе преземат мерки против тоа, затоа што не е поентата во Република Македонија неколку членови за јазиците, туку е поента да одиме напред и да се зголемува животниот стандард и економијата во Република Македонија. И така сите ќе бидат задоволни, затоа што ќе живеат подобро. Приоритети имаат. Господине Даштевски, ви благодарам многу што дојдовте, што бевте наш гостин. Благодарам на поканата уште еднаш.